Ви благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитуван премиер, почитувани министри, почитувана македонска јавност. За денешната седница имам 3 пратенички прашања и сите прашања се за председателот на владата, господинот Христијан Мицкоски. Почитуван премиер, вашето учество и учеството на владината делегација на годишниот состанок на Светскиот економски форум во Давос беше можност Македонија да се позиционира на светската економска мапа и да ги презентира своите потенцијали пред највлијателните економски и политички актери во светот. Давос не е само место за разговори, туку економски форум кој ги обединува светските политички и бизнис лидери, експерти и представници на граѓанското општество со цел да се одговори на клучните глобални предизвици и да се утврдат приоритетите за следниот период. Меѓу 3000 учесници од 130 земји оваа година на 56-тиот состанок на Светскиот економски форум во Давос, на кој учествувале 400 високи политички функционери, вклучувајќи околу 65 шефови на држави и влади, како и 850 извршни директори и председатели на водачки глобални компании, Македонија имаше можност да учествува, да биде представувана како што доликува, и со тоа нашата држава направи значаен чекор за меѓународна промоција и за јакнење на нашата економска и политичка позиција на глобално ниво. Според јавно објавените информации, јасно е дека во Давос сте имале бројни средби со мултинационални компании и инвеститори и дека сте ги презентирале можностите за инвестирање во Македонија, особено во секторите енергетика, дигитализација, здравство и висока технологија. Исто така особено важно е и вашето учество на повеќе панели, каде што тема на разговорите генерално биле енергетиката, дигитализацијата и вештачката интелигенција. Тоа се теми кои директно ќе имаат влијание врз економијата во наредните години и морам да истакнам дека е добро што Македонија навреме се позиционира во тие процеси. Сепак, она што е најважно за граѓаните е како овие средби и разговори ќе се преточат во конкретни резултати и придобивки. Верувам дека токму во таа насока треба јасно да искомуницираме со јавноста што значи оваа посета и кои се следните чекори. Затоа, почитуван премиер, би сакала да ве замолам да ни информирате и да го поставам следното пратеничко прашање. Со кого конкретно остваривте средби во Давос, кои се клучните пораки и заклучоци од тие разговори и што може да очекуваат граѓаните и македонската економија во периодот што следи? Второто мое пратеничко прашање се однесува на барањата на Сојузот на синдикати на Македонија за минималната плата во износ од 600 евра и линеарно покачување од 100 евра на сите останати плати. Сведоци сме дека во текот на вчерашниот ден од страна на Сојузот на синдикати на Македонија под водство на председателот Трендафилов беше организиран протест на кој морам да истакнам дека од фотографиите што излегоа во јавност забележавме дека на протестот имаше представници, актуелни, поранешни советници од Социјалдемократскиот сојуз и истите го поддржаа, а и пратеникот што претходно го постави пратеничкото прашање кажа дека даваат поддршка на протестот. Ние во изминатиот период видовме дека владата уште на самиот почеток на мандатот потпиша колективни договори за покачување на платите во образованието и во здравството. Исто така се зголемија и платите во Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, се интервенираше и во зголемување на платите кај социјалните работници во центрите за социјални работници. Меѓутоа, слушнавме во јавноста дека владата имала предлог и водела преговори за зголемување на 8% годишно на платите на административните службеници, односно реално зголемување од 40% на овие луѓе, на кој работодавач реално име владата, но за жал овие преговори со репрезентативните синдикати не наишле на слух од спротивната страна, односно од страна на представниците на синдикатите кои ги застапуваат работничките права на административните службеници и при тоа не се постигнал договор. А реално во овој случај станувало збор за предлог кој е одржлив и фер и при тоа кога го земеме во предвид фактот дека владата во наредните години треба да врати долг од минатата влада направен,
од кој граѓаните не видоа никаков бенефит. По однос на сето ова, почитуван премиере, би поставила прашање што сметате за чекорот кој го презема Сојузот на синдикати и организирањето на протестот и што вие како влада понудивте се со цел изнаоѓање на решение на проблемот со платите. Моето трето прашање е во врска со новиот систем за електронска евиденција во Шенген зоната. Станува збор за суштинско системско прашање што директно го засега транспортниот сектор од целиот Западен Балкан, вклучително и македонските превозници, но истовремено и европските компании кои инвестираат во регионот. Почитуван премиере, 3 дена поред трае блокадата на граничните премини од страна на превозниците, тие не отстапуваат и бараат да се тргне правилото за ограничен престој во земјите на Шенген зоната. Професионалните возачи бараат тие да не бидат третирани како туристи или мигранти, истите да бидат третирани како професионалци, како што е случајот со пилотите, стюардесите, машиновозачите, за кои не важи правилото 90 дена наспроти 180 дена, и овие луѓе да може професионално да си ја вршат својата работа. Во една од изјавите, почитуван премиер, изјавивте дека 450 камиони не може да ја загрозат економија. Па од тука моето прашање би било: дали очекувате позитивен одговор од Европската Унија и дали разговаравте со Брисел, дали може да се очекува промена на ваквата нивна одлука? Ви благодарам.